Ова шоу е само за вас, за да не се нервираш. Subscribe, уништи го звончето и одиме понатаму. Јепа! Една од најгадните работи што можат да ти се случат во животов. Мислам најгадните се силно кажано, кога ќе видиш што све се случуваат во животов. Ова се следно што ќе го кажам, нема да ви биде баш толку гадно, окей, во ред. Ама пример велиме, замислете го сега ова. Една од најгадните работи што можат да ти се случат во животов е кога мајка ти или партнерот или партнерката ќе го изриба подот, а телефонот ти е на тотално другата страна. Мислам дека полесно ќе издржиме цела корона криза. Мислам дека полесно ќе растовариш и ќе исцепиш 17 кубици букова граѓа. Мислам дека полесно ќе изедиш 45 кила виршли од наефтинине. Мислам дека бос пострчи побрзо ќе научиш да одиш. Мислам дека побрзо есента ќе дојде годинава отколку што ти можеш да издржиш без телефонот 15 минути. И што е најако, не смеш ни еден погрешен чекор да направи. Ако стапнеш на тазе рибано, посебно доколку тоа го извршило возрасно лице, така наречено мајка, родител, цртичка, старател. Ела стапни да те видам. Мислам, можеш, ако сакаш цел живот да те гази проклетството на таја мајкина клетва од типот да дај Господ вечер да нема со кого да излезиш. Мислам, сепак тоа е мајка, сваќаш, од една страна сакат да те проколнит, од друга страна чедо си, то не е едноставна работа. Да стапниш на тазе рибано, тоа е готово објава на војна. И во зависност од тоа на која возраст си и кој статус го уживаш во семејството, зашто јас на пример познавам семејства кои што имаат мали ѓубренца од по 2-3 години, кои што уживаат статус на монарх. Не знам како да се изразам. Онај Ким Јонг Ун, мислам дека помалце права имаат во Северна Кореја отколку тие мали одредени сладки мали ѓубренца, на кои што не може родителот ни да му преречит нешто. Го имам видено ова. Да му речиш не мама таму. Готово. Знаеш која фреквенција те пукат? Да скрениш. Освен ако не си вакво клето мало сладко суштество, не смеш ни да помислиш да стапниш, да поиш да го земеш телефонот, само што ќе помислиш, ете ја мајка ти одма ќе ти рече, кај још? Сега досега рибав, кај још? Досега рибав. Јас шо сум овде? Робинка? Робиња сам твоја риба име. Само што ќе помислиш, готово, одма кој те грабни со тој џогерот има да те изџогират за сите пари. Во тој момент единствено појке што те нервират од тоа дека си го заборави телефонот онаму, поградец, е што не можеш да левитираш во животов. Ви колку потребно е понекогаш. Левитација бе, левитација, ко Дракула, вака и да си правиме отворено муабет. Мислам дека најголемиот број од семејствата во нашава мила и сакана држава се засновет на принципот прво тепихот, после семејството. Значи, тепихот е светиња, како да ти кажам, тој го зазема централното место во семејството. Тепихот, ламинатот, тато, мама, дедо, баба, први, втори брачеди, од два браќа деца, од комшиве детето што не го ни поштоваш и таму некаде на крај ти со телефон. Тоа е од прилика. Затоа пази се и не се нервирај. И поздрав до сите превозбудени мајки или татковци кои што рибате си имат. Поздрав, значи, и не сваќајте ја патеката во ходникот толку сериозно. Таја е поставена за да ни служи нам, не за ние да ја служиме незе. Зашто не е волшебен килим од Персија, па сега во недостаток на нафтени деривати ќе не префрли да свршиме работа. Не, тоа е само тепих. Во голем број случаи е од оние глупи кинески на метро што ги дават за по ВЦ што се
патека никаква, што да ја газиш ке ти викат леле фала ти. Ми значи. Тоа е. Драга бандо, лайк, subscribe, шернете ако сакате. Подолу во дескрипција имате линк за даунлоад на моето стендап шоу Artificial Intelligence Natural Stupidity. 80 минути интензивна комедија само за $5. Check it out. More smiles. Се гледаме. Па па!